Во која растат цвеќињата се вика цветна градина. Кој се грижи за цвеќињата во цветната градина? Бил отворен. Во цветната градина се грижи градинарот. Градинарот, да. Дали знаете некое цвеќе од цветната градина, кое цвеќе цвета во април и во мај месец? Еве Бојана, победи. Цвеќе од цветната градина. Цвеќе од цветната градина. Кој? Цвеќе го знаеш од цветната градина. Лале. Така, лале. Друго цвеќе од цветната. Еве Бојана, победи. Љубичица. Филип. Роза и зумбул, така, Нена? Лале. Лале, така, много. Црвен. Така, други лали, еве, Вероника. Значи, зборот лале е збор што означува име на нешто, поточно име на цвет. Го опишавме лалето со два збора. По боја може да биде црвено и жолто. Да слушнам. Лалето кога е разцвета? Ова е во есен, кога семето на лалето се посејува во почва. Дошла пролета, огреало соносичка и почнало да омекнува кожичка, а лалето почнало да мрда. Да се размрдате ви бидејќи се семе на лалето. Откако почнало лалето во кожичката да мрда, кожичката кукнала и од лалето почнало да изникнува едно мало стеблице. Значи вие сега тебе, останете, олека клекнали, значи лалето почнува да прорутува. Сонцето детето ќе разиграче дувка. Росичната научно паѓа, лалето почнува полека да расте. Стеблението расте. Сите вие думите со лалина треба да расте. Стеблението ваше. По неколку дена се појави едно личе на лалето. Дувна ветре разигорче, ниш на гранче над изворче. Кажете овде се појави Дувна ветре разигорче, ниш на гранче над изворче. и овде сонцето се пегла зла и пара се отвича. Сите лалиња се отворија во една прекрасна цветна градина. Еве вие сте сите лалиња во нашата ученица во цветна градина. Вас сите цветни лалиња. И пасторечка. Значи разцвет. Дувна ветре разигорче, ниш на гранче над изворче. Дувна ветре разигорче, ниш на гранче над изворче. Дувна ветре јубовица. Математичкиот центар одзимавме и додававме до бројот 6. Работевме задачи со лалиња. Што работевте вие во овој центар? Кажи. Лале. Лале. Браво. А вие што работевте овде во овој центар? Ајде кажи ти. Ние работевме
беше да нацртаме корен, стебло, лист и цвет. На кој растение? Браво. А вие што работевте овде? Ајде, кој ќе каже? Ние во јазичниот центар работевме малото црвено лале. Малото црвено лале живееше длабоко под земјата и ние го нацртавме како приказна. Браво, многу убаво. Многу убаво. Ева ја приказната. Браво, многу слајко да снима, ајде.